Kako se викаш? Виолца. Зашто си додена тука? Ти го извадија запчето? Да. Ти болеше? Не. Не се плашиш од заба? Не. Браво. Кажи ми, ти како се викаш зашто? Бојан. Зашто си доден тука? Решил съм го правят завод. Ти е страв? Не. Како се викаш? София. Ти е страв од заба? Не. Браво. И Дашо како се викаш? Елена. Зашто си додена тука? За завод да ми го поправя. Ти е страв? Не. Не те боли? Не. Кажи ми, ти како се викаш? Александър. Зашто си доден тука? Съм го извадя завод. Ти е страв? Не. Уопште не се плашиш? Ич. Браво. Кога станува збор за стоматолошката наука, најнапред треба да спомениме нешто во врска со историјатот на таа медицинска дисциплина. Позната е храмовата медицина, која што воглавно била активност на свештениците, кои што успевале да се спротивстават, покушавале да се спротивстават на болестите кои што при тоа се јавувале, но тоа го правиле од чиста емпирија на нестручен начин, бидејќи фактички тие биле лекари за све. Но сепак за една потемелна и по-заснована медицина на научни факти може да зборуваме со појавата на Аристотеловата школа во Стара Грција, каде што здравието на луѓето било ставено на ниво на култ. При тоа Аристотел, меѓу другите медицински испитувања, дал и прецизни анатомски податоци за забите, а исто така зборува за начинот на настанувањето, на расипувањето на забите, забниот кариес, кој што вели меѓу другото дека тоа е резултат на паразитно разлагање на тврдите забни супстанции. Во средниот век, познат како мрачен век или мрачен период, доаѓа до стагнација на сите научни дисциплини, а со тоа и на медицинската наука. Но потоа доаѓа еден посветол период со широки возможности за научно активно делување, а тоа е Ренесансата. Тогаш почнуваат за прв пат да се изработуваат и првите вештачки заби, забни протези, кои што имале за цел да ги надоместат изгубените природни заби. Француската револуција и периодот по неа е период во кој што почнуваат да се развива медицинската наука, а во склопот на редовните медицински факултети почнуваат да се школуваат кадри, лекари, кои што со завршувањето на факултетот добивале диплома на забен лекар. Во 1728 година Пиер Фошар, француски хирург, го издава своето капитално дело за настанокот на оболувањето на кариесот на забите, терапијата и протецкото надокнадување на изгубените заби. Со што тој станал и основоположител на стоматолошката наука. Од тогаш па наваму, стоматолошката наука се развива со брзо темпо, со брзи чекори, така да таа успеала да во себе ги интегрира сите останати научни достигнувања во другите научни дисциплини, со што денеска може слободно да зборуваме за современа стоматолошка наука, која што за разлика од првобитните забни лекари, кои што главна цел им била да ги екстрахират забите, се повеќе акцент дава на превентивното делување, кој што има за цел да се спречи појавата на забниот кариес, а доколку дојде до тоа, тогаш на најдобар, најсовремен и најстручен начин да ги решава проблемите од таа област. За болекар сакам да ординирам, да им помагам на луѓето, да интервенирам, да ги утешам в неволја, да ги смирам.
Divnite bolni zabi da gi saniram. Tako mi me praćaše za kardiolog, a majka mi za lekar ginekolog. Brat mi diplomiraše za fiziolog, no ja će studiram za stomatolog. Stomatolog, 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 stomatolog. Sakam da sam stomatolog. Sakam da sam stomatolog. Лекарската професија е хумана. Секој лекар има морална обврска да се стави во служба на хуманоста, да се грижи за здравјето на луѓето, за здравјето на своите пациенти. Таа е и привлечна професија. Меѓутоа, мораме да знаеме и тоа дека лекарското звање бара голема пожртвуваност, многу учење, многу работа, многу труд, многу непроспиени ноќи и многу одрекувања, а пред се многу љубов за луѓето, многу љубов за науката. Зошто секој оној кој што не е способен за таа љубов, кој што не е способен за тие и не е спремен за сите тие одрекувања, не ќе биде никогаш добар лекар. А што е уште потешко за него, не ќе биде среќен како лекар. Веројатно има и голема вистина во она што е кажано, дека само добар човек може да биде и добар лекар. Но, како се станува лекар? По завршувањето на средното училиште и завршување на медицински, односно стоматолошки факултет, чии студии траат 5 години, се стекнува звањето лекар, односно звањето лекар-стоматолог. А сега да се задржиме на стоматологијата како наука, како професија, како животен позив. Некогаш гранка на медицината, денеска стоматологијата представува самостојна наука која се занимава со проучувањето на физиолошките, односно патолошките состојби на устата и забите кај луѓето. Потребата на пациентите да им се пружи најадекватна стручна помош довело до тоа да со време во стоматологијата се издвојат и формираат посебни специјалности кои опфаќаат и изучуваат одделни специфични подрачја на стоматологијата. Така денеска постојат следните стоматолошки специјалности: детска и превентивна стоматологија, ортодонција, болести на устата и забите, стоматолошка протетика, орална хирургија и максилофацијална хирургија. Детската стоматологија е една од специјалностите на стоматологијата, која се занимава со проучување на физиолошките, односно нормални, и патолошки состојби на устата и забите кај децата. Пациенти кои што опфаќа детската стоматологија, тоа се деца од најмала возраст па до 17 години. Кога велиме најмала возраст, се мисли и на децата до пред 1 година, што значи веќе од раѓањето детето станува наш пациент. Драги деца, за здравјето на вашите заби се грижи лекарот-стоматолог, специјалист по детска и превентивна стоматологија, педодонтот. За да се стане специјалист по детска и превентивна стоматологија, треба да се заврши специјализација по детска стоматологија, која што трае 3 години. Меѓутоа, со тоа што сте станали специјалист по детска и превентивна стоматологија, не значи дека сте завршиле и со неизорното изучување. Потребно е да се следат новите сознанија од таа област, како во земјата, така и во светот, за да би можеле да се постојано збогатуваме со нови и нови сознанија, како би можеле успешно да ја вршиме својата работа. И уште нешто, секој лекар кој што има за цел да се бави со лекување на деца, независно од тоа дали со лекување на нивните заби или уопште да се грижи за нивното здравје, во прв ред треба да поседува голема љубов за тие деца. Понекогаш некој зап ќе пломбирам, друг ќе пресадувам, ќе трансплантирам, често ќе премачкувам, ќе импрегнирам.
no najčesto pozavite će perkutiram. Nekoj će se školovat za mikrobiolog, drug će stane otorinolaringolog, tret će izuči za imunolog, a ja će studiram za stomatolog, 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 stomatolog. Sakam, sakam, sakam da sum stomatolog. Sakam, sakam, sakam da sum stomatolog. Stomatolog, 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 stomatolog. Dečjata stomatologija od jedna strana se zanimava soterapija, to jest lekuvanje na zaboleni zabe i usta, a od druga strana se zanimava sopreventiva, pri koja se služi so razni metodi i sredstva za sprečuvanje na pojava na karijes na zabite i za sprečuvanje na zabeluvanje na ustata. Osvem pravilnata ishrana, higijena i upotrebana sredstva koji sodržat fluor, potrebno je sekoje dete, jednaš godišno, da go posjeti stomatologot, pri što osam pregled i sanacija na zabi bi dobil i korisni soveti za pravilno održuvanje na zdravi i ubavi zabi. Dragi deca, сега ki vi pokažem kako pravilno se čistat zabite. Na suva i čista četkička se nanesuva zabna pasta i se počnuva od gornite, sejedno ili dolni zabi, od poslednata grupa na zabi. Četkata se mesti na 45 stepeni, pod 45 stepeni na zabnite površini i sekogaš se vleče od zabnoto meso prema dole. Tije pokreti se povtoruvaat 5 do 6 pati i pri što se opfakja 3 do 4 zabi. Potom se preagja naslednite 3 do 4 zabi, se dodeka dojdete do sosednata sprotivната strana на забите. Потоа, од внатрешната страна забите се чистат така, што четката се става паралелно со оската на забот и се влече од забното место према гризната површина, повторувајќи го тоа неколку пати. Жвакалните површини се чистат на тој начин што со четката се влече паралелно со истите неколку пати напред-назад. Истото тоа го повторуваме и на долната вилица. Уште треба да ви кажам дека многу се штетни хоризонталните чистење на забите, затоа што храната, место да се отстрани од забните површини, се вметнува меѓу забите, каде што доаѓа до нејзино распаѓање и појава на кариес, или пак вметнување во забното место и нејзино оштетување. Ниту пијам, има 2-3 дни, не можам да заспијам, од вај стојам жив. Виорот ме однесе, се исушив ко даб, образот ми натече, ме боли некој заб. Со кариес скатниците ги влечкам еден век, не бе смел јас на време да си барам лек. Лек, 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 оф, докторе, леле, леле, заболекаре. Оф, докторе, леле, леле, заболекаре. Оф, докторе, lele, lele, zabolekare. Off, doktore. Lele, lele, zabolekare. Пулбитисот ме откорна, душа немам јас. Абцесот ме отепа, барам некој спас. Од столот се најжувам, на клештите сум слаб. Се плашам од екстракција, од вадење назад. Но сега веќе доцна е за храброст или страв. Забите се чувале дуре, глеđo здрав. Здрав, 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 здрав. Оф, докторе. Lele, lele, zabolekare. Off, doktore. 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 Lele, lele, zabolekare. Off,
Da li imate strah od stomatološke intervenciji, odnosno od plombiranja i vadenja na zabi? Ako ovo prašanje postavime na decata vo jedno učilište, pogole model od zaprašanite ke odgovorat sigurno da, se plašime, imame strah. Ako isto ovo prašanje postavime na vozrasnite vo jedno predprijatije ili vo jedna fabrika, sigurno pogolem del od vašite roditelji, od vozrasnite koji odgovorat isto taka so ne. Pa čak i onije koji rekli deka nema strah, da li je sigurno deka nema strah? Dovoljno je da vlezete u stomatološka ambulanta ili da sednete na stomatološki stol, ako srce to počne ubrzano da vi čuka ili dlankite, vi stanat od jednoška vlažni od pota, to je sigurno deka imate strah. Prema tome, možemo da kažeme deka stravot od stomatolog i stomatološke te intervenciji je jedna masovna pojava. Pa što je to toliko strašno? Što je to toliko strašno da se site plašat od stomatolog i stomatološke te intervencije? Pa nekogaš, deca, to stvarno bilo strašno. Zabite se popravali na primitivan način, so primitivnih sredstva i od osobi koji ne bili kvalifikovani za takva rabota. Sve do skoro možemo da kažeme deka glavni specijalisti za vadenje na zabi bili berberi. I normalno je deka bil prisutan strah od takve intervencije. Ali zašto deneska imame strah? Deneska imame supermoderni mašini, imame moderna aparatura, imame anestetični sredstva koje ovozmožovat bezbolno vadenje na popravanje na zabi. Pa sepak i pokraj set od toa pak stravot je prisutan skoro kaj site i vozrasni i deca. Što je uopšte strah? Strah je jedna normalna, emocionalna reakcija koja go prati čovekot vo njegovi od život od rađanja to, pa možemo da kažeme do smrta. Deteto preda pojde na stomatolog, mnogo pati ima slušano o svoje to potesno semestvo za stomatološki te intervenciji, za vadenje, za popravanje na zabi i sekoj pat tuka se preteruva. I deteto, slučajući takvi prikaski za strahotnite dogodavštini vo stomatološka ta praksa i so svoja ta detska fantazija, a znajme deka je ta itekako razvijena i bujna, sozdavat jedna predstava za ono što se pravi vo stomatološka ambulanta. I normalno je, koga takvo dete treba da ode kaj stomatolog, deka ono odnapredke ima strah, iako ne doživelo ništo strašno, odnosno nema nikakvo lično iskustvo. Ali najčesto, nažalost, stravot poteknuva od vaše to lično stomatološko iskustvo. A to znači deka pri nekoj poranešna posjeta ste doživeli nešto neprijatno. To neprijatno je najčesto bolkata. I zato kaj decata stravot se javlja najčesto od očekuvanja na bolkata ili od samata bolka. Isto tako stravot poteknuva od nekoj naši intervenciji. Naša ta sekodnevna stomatološka praksa i stomatološka delatnost vo izveduvanje na našite stomatološki intervenciji ima niz momenti koji može da sozdada takva situacija koja je predizvikat stravot. Naprimer, vo najnepopularni naši intervenciji sekako je popravanje na zabi. Mašinite se sekako jedno od najnepopularnijih delovi od našite intervenciji, od koji decata itekako mnogo se plašat. Prvo zato što samo to popravanje predizvikuva izvesna pomala ili pojaka bolka, a vtoro zato što predizvikuje jedan zvuk, a tije zvučnite senzacije kaj nekoj deca sozdavat izrazit strah. Zatim stravot može da se javi od vadenja na zabi, klešta koja ne se toliko strašna, na nekoj deca u momentu od koga treba da vadat zabi i tekako deluvat mnogo pogolema nego što se vo stvarnost tije. Zatim injekcijite koji gi davame da bi ovozmožili bezbolno popravanje, a posebno vadenje na zabi, nekoj deca jednostavno ne možat da se prisilat da ga podnesat ovaj mal zahvat kako bi pokasno bilo možno da se popravat i vadat zabi bez bolki. Osim toga, da li koga padnete, na primjer dečkite, koga igrat futbal, koga padnete, ve boli. Normalno ve boli. Koga igrate brkanica i padnete, kolenicite vi se iščukani, da li ve boli? Pa ve boli. A da li ste se otkažali od igrata sa topka? Ne, sigurno ne. Pa zašto poradi jedna mala bolka
a bolka ta je samo vo početok mala, a pokasna naravno ne je tolkava, zašto bi se odkažali od popravanje na zabi i zašto ne bi gi izbegnali site ovije posljedici. Verujte, sekoj stomatolog što raboti so deca se trudi da on je neprijatni intervenciji, ta neprijatnost da je svede na minimum. I zato imajte doverba vo svoj stomatolog, popravajte gi zabita na vreme, sovladajte go stravot ako go imate, a najvažno je doverba vo stomatolog zato što je on čuvar na vašite zabi i na vašето zdravje. Koga nekoj se čuvstvuva lošo ili glavata od bolka mu puka, ne treba da očajova. Lekarot i medicinskata sestra se tuka. Koga nekoj ima grip ili angina, ili pak se lišavi, se šuka, ne treba da se griži. Aptekarot i aptekarkata se tuka. Tuka se okolo nas, denje noće se koji čas. Zdravstvenite rabotnici, humanostanac se gi krasi, iskreno so se to srce nosat mantil bel. Se koji od njih podgotvene, se da stori da te spasi, grižata za čovekot je nivna prva cel. Koga nekoj prstot ćegošine ili noga skršil, pa vika, kuka, ne treba da se plaši. Hirurgot i bolničarot se tuka. Znači, dadena je mandibularna anestezija. Koliko vremena treba da čekamo za da bude gotova anestezija? Treba da se čeka 5 do 10 minuti, Dobro. a maksimalno zadejstvovna anestezija je 1,5 do 2 časa minuta. Najdobro je po 30 minuti da se izvrši intervencija. Dobro. Koji instrumentarijum je potreban za da se izvrši ova intervencija? Za ova intervencija je potrebna prvo poluga, i to šlemer poluga. Dobro. Potom treba da... Jedna ili dve? Dve, leva i desna. Dobro. Potom treba da vzememe dolna leva klešta za molari. Dolna molarna klešta. Da, dolna molari. Dobro. Pošto se raboti sa akutnim periodontit, da li treba da kiretiramo ili... Pošto je akutен proces kiretaža ne se vrši, zaradi to što može da dojde do propagacije na infekcijata, i vršime samo ekstrakcija na zabot i potom vršime tamponiranje. Toaleta na ranata i što treba da napravimo neka odna intervencija? Pošto je akutni periodontit. Treba da ordinirame antibiotici, Dobro, za da bez se drugo to. sanira. Međutim, treba da postavimo i Isto i djeloform drenaža dren. da se izvrši. Koliko treba da ostane dreno? Drenom treba da ostane 24 časa, što znači se дека promeni другиот ден следния треба пациентот. Јас сум примариус доктор Јанев, специјалист орален хирург, вработен на клиниката за орална хирургија како асистент. Во моментот водам вежба на колегите од 9 семестар, практична настава. Оралната хирургија е една специјалност која што се занимава со амбулантната стоматолошка хирургија и спаѓаат сите стоматохируршки интервенции од амбулантен тип. Секако дека прва интервенција и најчесто употребувана, искористувана, тоа е екстракцијата на забите, кои што студентите треба да ја совладат во овие 3 семестри колку што имаме. Специјалноста орална хирургија сум ја избрал заради тоа што третира хируршка интервенција во стоматологијата од ургентен тип. Од секогаш сум имал желба да помогнем на пациентите, било да се тоа малечки дечиња или возрастни, и сметам дека не сум погрешил, така да со голема љубов ја водам и ќе ја водам и ќе ја обавам понатаму. Кога некому пулсот му е слаб, а срцето отежнато му чука, не треба да се возбудува. Домашната посета и брзата помош се тука. Тука се околу нас, ден е ноќе секој час. Здравствените работници, хуманостанат се ги краси, искрено со сето срце носат мантил бел.
Секој од нив подготвене се да стори да те спаси. Грижата за човекот е нивна прва цел. Јас сум примариус асистент доктор Христо Чолаков, работен на клиниката за орална хирургија, со стаж скоро 22 години, конкретно на клиниката 8 години. Тренутно имам еден пациент, драги колеги и драги гледачи, најмлади, од возраст, нажалост, загрижувачки, која добива димензии загрижувачки, затоа што самиот факат, возраста на пациентот, ни кажува дека се работи за еден зап кој треба да се секира, и тоа шести зап, нажалост, вечен зап, кој е столб на централна оклузија и артикулација. Драги дечиња, наместо овој зап да служи многу години во чинот на жвакање, ние со тешко срце мораме да го екстрахираме, да го извадиме, затоа што тука настанало грешка или во совеста на родителот, односно не се превзеле мерки на време да се однесе тоа дете, да се спаси забот со некоја превентивна мерка, или затаила, односно била инсуфициентна превентивната стоматолошка служба на одредени школски амбуланти или други институции. Од овој аспект гледам случајот како дете кој ќе го изгуби вечниот зап, логички треба да се даде за понатаму, за во иднина, да се даде акцент, односно приоритет на детската превентивна стоматологија, се поретко да се сеќаваме со таквија пациенти најмлади, нажалост. Како препорака да биде акционна мобилност на сите стоматолошки структури од превентивните здравоздравни служби со цел да се намали бројот на екстрахираните пред време вечни заби кај овие возрастни пациенти наши, најмали, што резултира намалување на фреквенцата на кариесот и ефектуира намалување растаретување на социјалните фондови. Затоа, во таа насока, од оваа место, мојата препорака е со активна санација од систематските прегледи во школите, колегите да се ангажираат процентот на пломбираните заби да биде што поголем, и за тоа, драги дечиња, да не ве најдете истата судбина, да седнете на таков стол кај нас при оралните хирурзи, превремено да се вади сталниот зап, ве молам за во иднина перманентно да бидете најдраги и најчести гости во нашите школски превентивни амбуланти, а како најважно да се на крај конечно избие тој страх од посета која е сврзана од страхот која е поврзана со посетата кај забен лекар. За тоа, за во иднина, стални гости во забните амбуланти школски.